Дента кога демонстрантите од иницијативата за заедничка Македонија влегоа и физички нападнаа пратеници во собранието, зградата ја обезбедувале изброј полицајци како и претходните 60 дена додека се протестираше. Ова го изјави директорот на Бирото за јавна безбедност Митко Чавков, на некој начин оправдувајќи се за полициската неподготвеност, односно недејствување за да се спречат нападите. Никој од собранието не пријавил во МВР дека ќе има обид за инцидент по завршување на седницата и прогласувањето на Талат Џафери за председател на Законодавниот дом, додаде тој. Кога велам дека немало никаква пријава до полицијата, сакам да кажам дека никој, нити од собранието, не се јави дека ќе има обид после завршување на седницата да биде прогласен нов спикер. Но со ваквата стратегија за работа не се согласува воениот и безбедносен аналитичар Благој Марковски, кој вели дека во оперативниот центар на МВР можеле да добијат информации за состојбата на терен во секој момент и веднаш да реагираат со дополнително засилување на полициските структури околу собранието. Нема шанси, нема никакви дилеми дека оперативниот центар кој е воспоставен во рамките на Министерството за внатрешни работи можело макар една секунда, не минута или час, туку една секунда да биде без било какви врски со единиците кои се на терен. Од тој аспект сметам дека чисто одговорноста е на Чавков, кој го организирал и бил шеф на оперативниот центар, но ме загрижува фактот што веројатно овде се работи за смислено сценарио. Демонстрантите во четвртокот попладнето за само неколку минути го опколија собранието и без пречки влегоа внатре. Министерот за внатрешни работи Агим Нухију и самиот оцени дека полицијата не си ја заврши работата и дека е директно одговорна за ескалирање на состојбата во собраниската зграда, каде беа повредени неколкумина пратеници, додавајќи дека одредени структури во МВР работат под директна партиска команда. Дел од вработените во Министерството за внатрешни работи наместо да ги почитуваат законите, постапуваат по наредба од политички центри, што мора да биде санкционирано. Агим Нухију според повеќе избори веќе побарал разрешување на Чавков од позицијата, но како што изјави техничкиот премиер Емил Димитриев, тој е против персонализирање на одговорноста за немирите во собранието и дека тој лично има доверба во Чавков и полициските професионалци.